тој ден беше роден еден ангел, кој ги сакаше сите и сите го сакаат него. Човекот кој освојуваше со песна израчеше со насмевка. Тој беше еден и единствен, незаменливиот Тоше Проевски. Токму во неговиот чест ќе го започнеме вечерашниот подиум. Стои 40 уметници во чест на Тоше Проевски ги снимија неговите арии под насловот "Те сакаме сите". Деталите ги имате во продолжение. Сценариото го подготви Огнен Неделковски со неколкуцена екипа. Концертот се случи на 21 јануари во МОП. Околу 140 уметници настапија на сцена, секако под регенство на Саша Николовски Ѓумар. Оперски пејачи од цел Балкан ги пееа неговите песни во оперски стил. Свиреа и маестро Симон Трпчевски и Владко Стефановски, а снимки од Тоше од операта Деспина и Мистер Докс беа пуштени на видеобим. Принос имаше насител. Реакција кај дел од помладите фанови предизвика висината на влезниците од над 1000 денари, кои беа пуштени во продажба на билетарата во МОП. И Едо мајка имаше одличен завршеток на 2011. За прв пат стана така. Ona je pravo dobra, ali je skupo održavat. Potroši Boga oca, ja u stečaju ko Bosna. Познатиот босански рапер Едо мајка подобар завршеток на 2011 година не можеше да се посака. За прв пат стана татко. Иако неговата сопруга Лила, девојчето кој го крстила Јасмин, го родила уште на 31 декември, вестите од далечниот Тел Авива, каде што живее семејството, требало време додека да стигнат и на Балканот. Малата е супер, се е супер. Татковството на вистина на човекот му дава одлично чувство. Изгубив поим што е ноќ, а што е ден, но на вистина се чувствувам супер. Толку ми е драго што тоа се случи токму сега, а не и порано, затоа што мислам дека сега сум зрел за родител. Сметам дека мажите пред 30-та година не се за улогата татко, раскажал Едо мајка за еден медиум и признал дека татковството им малку го сменило. Морам да признам дека уживам во оваа промена. Се гледам себе си колку се променив и таа промена позитивно делува на мене. Го добиваш тоа некое таткоство затоа што си станал татко и сега носиш некоја посебна енергија во себе. Ти се отвара уште еден канал на духовната сфера. Навистина е добро, изјавил Едо мајка. Се надеваме дека тоа е така и ќе биде уште една голема инспирација за она следно што ќе се појави од него, секако на музички план. Volim pričat samo o sebi i dijeti, o šminki, frizuri i 501 kremi. U biti kad smo skupa samo se gledamo i gledamo. Meni je jasno da ona nije za mene, al ne znam bil mogu podnijeti da je drugi. Zato je pare dajem i pljuvaš u gutam i kad priča o nečem ja se pravim da slušam jer ona je bomba. А во следните неколку минути ќе погледнете како Наташа Беквалаc се обидува да ја имитира Ријана. Па да видиме дали ќе го сруши златното правило дека оригиналот сепак си оригинал. Интернет порталите се преплавени со снимка на која Наташа Беквалаc ја пее песната We Found Love на Ријана. По обидот на незината колешка Елена Карлеуша, делот пее песната Rolling in the Deep на британската пеечка Адел, што тоа да не го направи новосадската Барбика Беквалаc. Но освен што ја обожава оваа песна, Беквалаc си украла и идејата за спотот, за незината Јас сам добро. Додуше сите кадри не се исти. Ги нема оние кадри каде што Ријана се наоѓа на полето, поради што пеачката беше уапсена од полицијата, поради тужба од фармерот дека таа се облекла голо, но тие кадри Ната ги заменила со танцот на шипка, а во продолжение воочете ги самите сличности и разликите од двата спота.
Пред да се одивам, ќе искористам приликата да му се заблагодарам на тимот од Бутикот Селект. А вие гледајте ни утре. Довидување.